Родителите на деца со посебни потреби се закануваат со протести. На сите нив ситуацијата им дошла прекуглава, а трпението им е при крај, зашто досега ништо од бараното не виделе на дело. Ово кампување исто ќе биде во Жена парк мирно, меѓутоа веќе се договараме с дружинијата со родителите, идниот ќе биде пред влада, бидејќи ние баравме и средба со актуелниот премиер. Значи имаше средби со други луѓе, меѓутоа со луѓе од иницијативата се уште не е имал средба. Како минува времето, загриженоста на родителите на деца со посебни потреби е се поголема, зашто месеците минуваат, а со тоа стареат и децата и родителите. А што ќе правиме ние со нашите деца? Едноставно, јас и мојата сопруга сме веќе во години, не може да го издржиме ова, психички сме оптеретени, таа се повеќе агресивна секој ден, нема кој да ни тропне на врата, се уште од институциите никој не е дошол да не праша како живееме и со колку пари живееме ние. Се додека од нашите министри и од владата не дочекаат некое болно дете во нивната фамилија, нема да се освести и да го донесува законот. Одлуката за протест наместо кампување како досега, здруженијата ја донеле откако виделе дека и новата влада не ги става во ниту една програма, иако им било ветено дека лицата со инвалидитет им се приоритет. Многу тешко ни падна што во ребалансот на буџетот не сме врезени, значи не сме спомнати како група на граѓани, во планот на владата 369 не нема. Значи очекуваме дека не знам, значи треба да преовладее веќе чувството човечко, бидејќи еве имаме родители стари, имаме деца стари, значи не знам, значи нема никаков план за оваа категорија на граѓани. Во моментов децата и родителите се подготвуваат за уште едно мирно кампување во Жена парк во Скопје, а во меѓувреме законските измени и нивните барења ќе ги поднесат до собранието. Од тука се е во рацете на народните избраници.